Се наоѓаме во општина Могила. Разговараме со градоначалникот на општината, господинот Драган Чосаботковски. Кои се проблемите на оваа општина со околу 5300 жители? Жива општина во која што има 20 новороденчиња минатата година, во која што има навистина 40 мали дечиња кои за кратко време ќе бидат сместени во детска градинка, училиште активно во сите населени места со своји подрачни единици. Многу обврски на градоначалникот, но и постојана комуникација со жителите. Вратата, вели градоначалникот, од неговиот кабинет е секогаш отворена. Без оглед на тоа дали функционира едношалтерскиот систем или не, граѓаните имаат желба наутро да му посакаат добро утро. Од нас добар ден, градоначалниче. Добар ден и од мене и добре дојдовте во општина Могила. Благодариме на гостопримството и првото прашање би било: кои се проблемите со кои се соочувате вие како градоначалник на оваа општина? Генерално, како сите рурални општини, инфраструктурата е предизвик за наредните години да се достреда патната инфраструктура, водоводната мрежа, каде оно каде што недостасува и секако, за жал, само во село Могила имаме фекална канализација. Ќе се потрудиме наредните години и во другите поголеми населени места фекалната канализација да профункционира. Генерално, проблемите како рурална општина кои сите општини ги имаме е недостатокот на стручна администрација, комуникацијата со надлежните министерства, кои не е секојдневна, секако ние децентрализацијата е во мал процент применета во општините, секоја барање, секоја дозвола ни треба одобрување од самите министерства, така да генерално проблемите се тие на општина Могила. Каква е соработката со централната власт? Имате почници? Соработката со централната власт се сведува на службеност и почитување на рокови. Секој еден допис се одложува до самиот крај, да не речам до 15-тиот ден. Се надевам за во иднина дека ќе имаме побрза комуникација, се со цел за подобро да одговориме на потребите на граѓаните. Значи, реално, ние како општина за многу малку работа одлучуваме само. Секако треба да добиваме дозвола од соодветното министерство од кое ќе побараме за да помогнеме на граѓаните. Што во моментов барате и од кое министерство? Каде имате доставено барања, за кои проекти, за кои комунални активности и проекти? Значи, до животна средина, скоро за секој проект треба да имаме одобрување од животна средина, конкретно за повиците кои канализациите, патиштата, секој проект кој треба да го реализираме, има одобрување од транспорт и врски, Министерство за води и ред други министерства. Значи, секој повик, секој проект, секоја реализација од страна на општината треба да биде одобрена од министерство. По колку време просечно чекате да добиете одговор? Сигурно од 2 месеци, некогаш сам буквално да дојдеме до заклучокот или до решението. Со втор допис, па ова коригирајте го. Се надевам дека во иднина ќе биде многу побрзо и ќе можеме, ајде да не речам, телефонски да ги решаваме работите. Како треба сето тоа да изгледа на самата документација. Неефикасна е комуникацијата според вас? Да. На што се дължи? Па не знам сега, можеби законската регулатива така налага реално, значи законската регулатива така налага, рокот му е максимално 15 на дека. Сте се јавили на средба со министер? Да. Со цел да ги откочите проблеми? Да, конкретно сам за водоводот што го имаме добиено преку ТАФ, 28 милиони денари, бараме промена на проектот. Значи самиот проект започнува да наму каде што нема вода цел да биде да профункционира самиот проект. Сето тоа го бараме после година дена, првпат имаме одговор за дека да треба да помени на влада. Значи коректно е вашето барање, е во ред, но сето тоа треба да помени со одлука на влада. Пред нова година требаше да помени на одлука на влада, поминува и вториот месец, и ќе влегуваме во третиот месец од оваа година, се уште немаме одлука на влада за водоводот
кој биде финансиран од ТАФ. Која е вашата оценка? Дали постојат сомнежи кои што се темелат на база на различна политичка провениенција на централната и локалната власт? Па не сакам да потенцирам, но може би дел од долготрајноста на одговорите точно тој таа намера на комуникацијата помеѓу централна власт од друга политичка партија и локална власт од другата страна. Како се однесувате вие кон вашите вработени? Вработувате граѓани од друга политичка провениенција? Па, ако кажам дека од кога сум дојден, немам заради што не следивме огромни долгови и тешко самото функционирање беше, стартот беше премногу тежок, немам ни едно вработување, така да може да заклучите дали вработувам од другата партија или од едната или од другата партија. Значи наследивме на толку тешка финансиска состојба, со самото доаѓање имавме извршно блокирање на сметка, исклучена електрична енергија и пробваме да се консолидираме во ова година и пол да профункционира општината, се со цел да заштедиме на... Иако имаме потреба од стручен кадар, од градежни инженери, градежен инспектор, инспектор за животна средина, исто во делението за финансии имаме потреба, бидејќи обемот голем. Самата општина има 18 вработени, 5.500, скоро 5.500 жители, 22 населени места. Мислам дека секако дека имаме потреба за вработување, но прашањето дали вработуваме од едната или другата политичка партија, да кажем во ова година и пол немаме за жал вработено, се со цел да направиме некоја финансиска стабилност. Објавивте оглас за вработување на градежници и архитекти? Значи, по самото заменување на под пензија на градежниот инженер, стапивме во контакт со агенцијата за вработување, видовме дека немаме слободен лична комуникација со некои од веќе го имаат самото образование, нему е предизвик, бидејќи висината на платата е стварно приватниот сектор и државно разлика. Како ќе ги решавате овие клучни позиции за урбанизмот? Со меѓуопштинска соработка, со преголеми обврски кон самите вработени и така ги решаваме досега. Значи, зголемен обемот на работа на сите и морам да ги пофалам, значи вработените. 18 вработени, дел места кажавте дека се празни, има и дефицитарен кадар, најверојатно во државата, па затоа и не доаѓаат. Меѓутоа, како функционираат овие алки во системот на работата на општината? Има други некои слабости, пропусти, недоволно едуциран кадар, имате потреба од обуки, млади вработени, повозрасни кои не се доволно едуцирани. Секако, значи, поточно обучени. Секако, значи, обуките и колку да се обучени со промената на законите, со трковите на работа, константно мора да се пратат обуките. И од мен имаат, не знам, одврзани раце да секоја обука да ја пратат или да одат на обука. До сега сме праќале. Еве во случајов регионот немаше проценител, значи и сам од кога замина проценителот под пензија и самиот регионот, општините, Пелагонискиот регион не може да не излезат во пресред за меѓуопштинска соработка. Со самото отварање на повикот за проценители, од општина Могил да пративме 20 проценители. Тоа е доказ дека секоја обука или секој повик каде што имаме потреба, ние целосно го покриваме. Градоначалник, секретар на општина, совет, како функционира? Секретар на општина немаме 26 години до сега како општина и тоа е, мислам, како раритет, така да градоначалник, администрација и совет функционираме, мислам, се со цел за да ги подобриме условите за Која презема улогата на секретар на совет, со оглед на тоа што секретарот е задолжен директно за распределување на вработените на одделни позиции и во најголема мера се грижи за она што значи човечки ресурси,
одделот за човечки ресурси, кој што не знам дали го има општината. Го имаме одделот за Која човечки презима ресурси. уловете во оваа ситуација? Така, Вие одлучувате кој ќе биде каде, на која позиција? Апсолутно, промена немаме нито една позиција од самото доаѓање, нито една промена на раководна позиција или преместување, деградирање, значи немаме никаква промена во однос на систематизацијата. Оној дел кај што треба да се расправат задачите го преземам јас на лична комуникација. Делот со човечки ресурси, атмосферата зависи од сите нас, од самата индивидуа, така да се надевам дека успешно и во иднина ќе одговориме на задачите. Советот носи одлуки секогаш, како што кажува градоначалникот, како што е планот, ја поддржува програмата на градоначалникот? Секогаш, секој совет си имаме дискусија, значи Така. Ги поддржува вашите одлуки? апсолутно, значи под одлуките се издржани, доколку не би били издржани, не верувам дека би ги поддржали. Сето тоа, не знам, буџетот го правевме заедно со местните заедници, имаме можност да пратат во електронска форма за самата општина идеи и така сето тоа што треба да го изгласа советот заедно с него предадиле во некои од програмите. Така да налогот од градоначалникот не верувам дека 11 луѓе ќе го поддржат. Вашите видувања се дека е рурална општина и дека мора да вложува во оваа сфера, така? Дека е сонцето, земјата, водата, најголемиот ресурс. Земјоделието ни е примарна на сите мислители или во Могила, че тука мора да се инвестира, да се пратат нови ветеркови. Ние како општина, како локална самоуправа, многу малку можеме да го диктираме политиката во Министерството за земјоделие, но еден апел дека мора да се осврнат многу повеќе кон руралните општини. Могила е конкретно земјоделска општина. Ние како локална самоуправа можеме да организираме средби едукации за повиците од европските фондови или самите апликации кои се за субвенционирање од Министерство за земјоделие. Исто така да се пратат новите тркови на ѓубрење, семење, нови семиња. Тука излегуваме во пресвати, еве неколку средби ги имаме организирано, земјоделците заедно со представници од агенцијата или Министерството за земјоделие или некои невладини организации кои баш во тој дел работат во земјоделието. Во иднина се надевам дека со европските повици такав е и планот да можеме да едуцираме група на земјоделци со отворените повици од европските фондови. Колку сончевата енергија е алтернатива, односно добар ресурс кој што може да се искористи во вашата општина? Нормално, значи како сончев дел Пелагонија може да се искористи, но за разлика од соседните општини многу малку е искористен. Имаме дадено само 2 дозволи за градба за фотоволтаици, за разлика од соседните општини Новац и Демирхи Сарбитова. Така да има потенцијал и се надевам дека ќе има повеќе инвеститори кои би инвестирале во општина Могила, токму во тој дел. Во подготовката за овој разговор рековте дека постојат странски турски инвеститори кои сакаат да вложуваат во градинарството и дека веќе се бара простор, плацеви, доволно земјоделско земјиште кое може да го искористат за стопани сувење и се чека на дозволи на одобрување на бараното. Дали постојат невработени во вашата општина? Дали постои реална можност за вработување, можеби на тие луѓе во овие нови капацитети? Реално доколку моментално, значи, вработувањата се лично сами земјоделците како земјоделски индивидуи и фамилии работат, но доколку се понуди подобра плата или значи подобри услови за работа, секако значи дека има потенцијал. Потенциравме дека самата општина има млад кадар, иселувањето е во мал процент, така да мислам дека ќе одговориме на доколку има потреба од работна сила за инвеститорите, дека ќе имаме доволна бројка за вработување. Колку време треба да чека еден инвеститор за да може да вложи, да отвори свој капацитет, да ги добие сите дозволи? Па сигурно некои си 6-7 месеци сигурно
она што е делот кој го обавува општината, во најкус можен рок го обработуваме, но секако треба дозволи од сите министерства надлежни за самата постапка да започне. На шолтерскиот систем функционира? За жал, мислам дека повеќе треба да се потрудиме заедно со шолтерскиот систем да профункционира во сите институции. Така. Значи треба сепак да помине време да се апелирате во секој случај на поголема соработка и на поотворени врати, можеби поголема агилност и на министерствата во оваа ситуација. Да. Така. Битна е комуникацијата локално да самоуправа со било кое министерство, се со цел поефективно да ги изведуваме работите. Вие сте општина во која што не е забележано големо иселување. Миграцијата град село е вообичаена, од секогаш била, најверојатно секогаш ќе постои, но рековте дека нема некое масовно иселување. Што е причината? Зошто луѓето остануваат да живеат во Могила, во оваа општина? Една од работите е блискоста до двата града, Битола за 10 километри, 40 километри до Прилеп и плодната почва, секако значи имаат со што да се занимаваат и сето самата позиција на општината е трудно структурирана, така да немаме големи иселувања, секако како што напоменавте дека секогаш поставува во село миграцијата, но во Могила генерално се задржуваме на висок просек да останат жителите тука. Преземате мерки за училиштата, за училишните капацитети, за централните и за подрачните училишта? Абсолютно. Дали има доволно патна мрежа, локално развиена? Да, значи училиштата ни се приоритет, самите деца, како нов момент за прв пат воведивме еднократна финансиска помош за сите првачи на социјално загрожени деца и деца со пречки во развојот, така да помагаме максимално, ги уредивме сите училишта, дворовите, имавме блокирани сметки на дел од училиштата, ги одблокиравме, тоа мора да напоменам. Сега нормално се функционираат и можат да аплицираат до сите проекти Еразмус и повици кои самите училишта, самите директори со образовниот кадар аплицираат, до претходно не му беше во можност бидејќи имаме блокирани сметки и сето тоа се одвива на По кој основ, зашто беа блокирани сметките? претходни долгови за огрев, за струја и вода. Тие трошоци, дали ги покрива Министерството како Не се блок блок дотациите доаѓаат, но еве моментално не се доволни. Поголем дел од трошоците, режиските трошоци на училиштата ги покрива општината. Че година и пол ги покриваме 80% од режиските трошоци ги покрива општината. Градоначалниче, колку е обемен, колку е голем буџетот, колку тежи на вашата општина? Еве за оваа година, 170 милиони денари е оваа година, така да вкупниот буџет оперативен 70 милиони, околу 57 е блок дотацијата за образование. Кој е капитален проект на општината? Значи капитален проект самата главна улица со кружниот тек која се реализира минатата година, се уште за жал не е исплатен. Се надевам дека ќе смогнеме сили и се тоа ќе го подмириме до крајот на оваа година. Градинката напоменавме за скоро ќе започне со градба, така да у неколку улици се во пролетваваме ќе започнат повеќе наменските игралишта до крајот на годината во две населени места, во двете училишта, во Ношпол и во Трап во Будаково, така да генерално, иако не следивме лоша финансиска состојба, мислам во оваа година и половина добро веќе функционира. Колкав долг имавте, колку исплативте? Околу 28 милиони денари долг, сме стигнати до пола, моментално само 13-14 милиони денари долг, така да морам да напоменам дека и комуналното предпријатие исто долгот и училиштето да ги превземаме ние, бидејќи пред да дојдете имавме извршно во комуналното за 2021 за гориво. Така да секој ден се соочуваме со такви проблеми, менаџираме со проблеми наместо со средства. Бидејќи децентрализацијата во општините е многу мала, сме зависни од
од финансите од централната власт. Градоначалниче, како најчесто и најдобро се полни општинската каса? Кои народни пари се најсилни во буџетот на општината? Данокот на имот, кој е еден од основите на полнење на општинската каса, концесијата на земјоделското земјиште кое го има ЗКП Лагонија и купопродажните договори кои многу често се чуваат на земјиште. Генерално, тие се средствата кои ние како општина ги прибираме. Исто така и продажбата на парцелите во индустријската зона. Така. Вие го контролирате работењето на вашите служби. Како вас ве контролираат граѓаните? Давате можност да присуствуваат на седници. Седниците се отворени, за разлика од некои поголеми општини, нашите седници се снимени и после седница на совет се објавени јавно. Така да, мислам дека едно од поголемите транспарентни општини сме со снимените седници кои се достапни за секој да ги гледа. Дали има можност граѓанин да присуствува на седници? Во секој момент. Присутни Треба да достават барања? без претходна најава, слободно може да присуствуваат и да земат и на дневен ред точка доколку имаат по самиот ден предлог на два пати, на два наврати промена на дневниот ред на нивна иницијатива се направи. Така да немаме никаков проблем за транспарентноста и комуникацијата со граѓаните. Сепак ние за нив постојаме. Како комуницирате овде во вашиот кабинет? Кога се избори, градоначалниците обично одат до своето гласачко тело и им ветуваат, ја направат еден проект. Како сега комуницирате со граѓаните? Рековте дека вратата е отворена. Апсолутно, Секогаш? вратата е отворена секогаш, но предноста е што немав некои ветувања, така да полесниот дел е сега. Тогаш може би беше тешко без ветувања да се помени секоја врата, буквално секоја населено место и да се издвојува победа, но сега е полесниот дел, бидејќи без ветување, бидејќи не знаеш што може да не очекува, без преголеми ветувања, посветеност ја имаат, оно што затоа што дававме збор дека ќе работиме заедно, се што имаат проблеми можат комотно во било кое време да дојдат во канцеларија, да ги дискутираме, онам каде што можеме да помагаме веднаш, онам каде што треба институциите да помогнат, пробуваме да изнајдеме заедничко решение, така да. Зашто најмногу доаѓаат? Зашто најмногу, на што најмногу се жалат? Најчесто, значи, самата општина е широко распространета, комуналниот дел, осветлувањето, на време, бидејќи имаме стар, довеќе дотраен камион за отпад, каснење од ден-два, осветлувањето во самата улица, тие се генерално проблемите. Значи, кои лично сакат да ги дискутираат со градоначалник. Кои долгови ги наследивте? По кој основ беа најголеми? Стоки, услуги, буквално немаше ставка во која не сме задолжени на сметката. Значи, зборуваме пред се за буџет со кој што треба да ги донесете, да ги доведете работите до ниво на една позитивна нула, а дори потоа зборуваме за развој на општината. Очигледно пред вас има многу обврски, многу задачи, имате многу енергија, така, амбициозно велите дека ќе ги решите проблемите и тврдите дека Могила ќе биде навистина општина во која што ќе може да доаѓаат масовно да се враќаат од градот во село луѓе. Тоа е една обратна миграција. Така ветувате. Ветуваме, значи буквално за тоа и се нафативме да ги следуваме работите по полека. Не ветуваме продај долини, но она кое стварно можеме да го реализираме со желба, мотив и миграцијата село-град, веќе се враќаат нашите во своите родни села. Вие сте млад градоначалник, мислам по возраст, се разбира дека професионален по своите обврски. Сигурно тоа е мотив и за младите сограѓани да остануваат овде, така да работите заедно со вас, да помагаат да се развива општината, но тие меѓу другото сакаат и
еден убав живот, сакаат спорт, рекреација, друг вид на анимација, културни содржини, а овие прашања јас ќе ги отстапам на младите колеги и на младите членови на невладината Актис, да може во рамки на ова интервју на ОТВ телевизија да поразговараат и тие со вас. Јас ви благодарам за ова интервју. Благодарам на вас.